Почитувани, добар ден. Тонија Постоловски, градска патрола Битола. Моментално сум во еден исто така руиниран објект, кој се наоѓа само на 15 до 20 метри од улицата Партизанска, една од 4 од 5 главни улици во града на Козулите, на клавирите Битола. Објектот некогаш беше во склоп на старата касарна, сега е... Ќе видите сами за што станува збор. Одиме со слика. Еве го патот за кој што ви зборував. Еве колата, колку има? 20 метра нека има колата од мене. И се наоѓам, како што реков, во некој објект. Мислам дека ова беше кафеаната Вардар или не знам што ја беше. Кафеаната Вардар, која што еве ја гледате. Сега е нешто, не знам како да го дефинирам ова нешто. Објектов е видлив и од самата улица. Сега. Владе Талевски, глумецот, двојчето, него го кривувате за овие објекти. Добро, помина Наташа, се вадеше на Владе. Помина сега Коњановски, ќе се вади на Наташ или на Владе. Нас, обичниот граѓанин, не ни интересира кој е крив. Ова објект, или дајте го под концесија, или продајте го, ако веќе не е продаден. Доколку е продаден, тогаш побарајте, овде гледам, ова му служи како ВЦ. Тука, предпоставам, беше мензата. Ако не ми падни нешто да ме затрупи имено овде и да куртувам и од вас и од мене. Еве. Гледајте бе, мислам. Срамота бе, Коњановски. Ваков контракт нигде во свето нема бе. Не сме нити Сараево, нити Хирошима, нити Нагасаки, нити... Во очајна состојба целиот град. Овде некогаш биле ВЦ-ата, сега овдека тука може и да нагазам нешто, меѓутоа се во интерес на битолското разбудување, јас ќе продолжам, имам уште 100 објекти вакви да ви ги снимам. Еве го, видете го објектот. Че да видиме, па тука можда средено е овде. Хаос, ужас. Ужас. Сега да посветам уште малце време. Како порака сакам нешто да порачам. Овој објект го видовте, кој што е лоциран, само ви кажав, наоколу 20 на метри од главниот пат. Од тука не се оди, значи ќе морам да се враќам назад. Добро, одиме понатаму. Еве се вратив во цивилизација. Ќе го оставам за мене руинираниот објект. Меѓутоа сакам нешто да порачам, до оние кои што ме пратат. Прво, ви благодарам што ме пратите, без разлика дали сте од Битола или од останатите градови во нашава испустена татковина. Сега шетам, одам на шеталиште. Меѓутоа, што забележав? Не од таа страна ве сега жена со мало дете, ова мора да се види. Ја напаѓат 3 мандаци, жена со мало дете, гледајте сега што се случи. Таа застаната жената е и не може да помини, зошто? Затоа што куче шета. Еве ги ови од Анима Мунди кучината. Ајде, господјо, поминете. Ајде бе, ајде, бега од тука, ајде. Поминете слободно. Па сега баш ќе одам во живо за тие пусти кучина. Одете, тие по него лаат по кучето. Ајде, имаме некојаш може да спаси ни од ними. Убав ден. Хала. Кучината разбркани. Добро е.
што ми беше пораката. Се јавија доста и душе грижници. Прво од типот: немој бе, не зборај така лошо против овие, против оние, ќе си направиш лошо, ќе те занеќат, трн во око му си, ќе те натепат, ќе ти направат ова, она, ќе ти избркаат од работа, ќе ти ја скршат колата, ќе ти ја скршат главата, 1.300.000 глупости. Има некои дуже грижници, пријатели, претежно пријатели мои. Абе, шо си толку будала, остај таму, нека се испусти цел град и така натаму и така натаму. Меѓутоа, замислете, има и такви кои што не советуваат како да снимам. Имаше еден ми кажа да си купам стабилизатор за мобилниот телефон, му се тресела сликата и кој ќе лежел обтегнат на троседот, не можел. Знаете како сепак невкусно е да ме гледа некој како се треси сликата. Мои пријателчина, не сум нити филмски режисер, нема ни да одат овие снимки на Канскиот фестивал. Јас сакам да ви порачам нешто, да ве разбудам од нешто, а вие не знам со какви перфекционистички работи се занимавате, па тоа е чудно. Сега, што мислите, ќе прекратам јас? Вети вре ќе ги снимам тие 200 руинирани објекти. Шо потоа? Ги гледаме објектите. И вие ги гледате, немој да мислите дека не ги гледате. Јас не ве повикувам да седите и да ме гледате, да ме пратите. Воопшто не ми треба нити лајкови, нити популарност, нити пак некогаш ќе се занимавам со политика или па некој ме плаќа, не дај Боже, за ова работа што одам и што снимам. Луѓе, дојдете, пристапете, не гледате ни зградом, не поздравувате, ни кревате раце. Пристапете. Двајца ќе видиме појаки, тројца уште појаки. Се додека не направиме некоја критична маса од 10.000 битолчани, кои што знаеме што сакаме, дека сакаме цивилизиран, еколошки чист град, аполитички град. Што ме интересира мене дали биле ВМРО или ДПМН или СДС или Левица или кој билове. Абе, не ќам да газам по гомна, луѓе. Еве, сега сум на широк сокак на 15-20 метри. Што треба сега да го снимам? Целиот широк сокак да ги бројам гомната, бе? Не ви е срам на сите, бре, од комунална хигиена, од санитарни инспекции, од буквално све. И што треба? Сега да ќутиме. Ние во интерес на градоначалникот, оти ако зборниш нешто, не е тој крив, жими мајка, ова е крив, другиот. Срам и арам. Ништо. Јас ќе продолжам и натаму. Прочем и ќе видите. Ви посакувам за денес пријатен ден, излезете, прекрасно е времето, 4-5 степени во Битола. Се гледаме во наредна пригода. Поздрав!